председателе. Го изслушав со внимание колегата. Прво, би сакал да укажам дека јас во комисијата се секогаш расположени за квалитетна дискусија и мислам дека е коректно доколку констатирам дека и до сегашниот тек на работата на комисијата една од клучните одлуки била токму таа аргументирана, квалитетна дискусија по однос со сите законски решенија каде што не знаеле да ги судиме и фактите и аргументите и многу често да утврдиме и потреба од дополнение на законските решенија, подобрување нисите и така натаму. Прво, по однос на барањето од колегата, мислам дека немаме апсолутно никакви деловнички можности да прекинеме скратената постапка како што вели и да преминеме во редовно. Деловникот тоа такво нешто како можност го нема. Второ, тоа не беше амандманска расправа, воопшто не е ставено, го изрази вака вербално. Второ, уште еднаш кога ќе се укажеме, станува збор за ситна измена, за 3 измени, за 3 члена, каде што нема суштинско менување и не е комплексно законско измена и дополна на законското решение. Во првиот член убаво го објасни колегата, се сложувам комплетно. Вториот член ќе го прочитам целосно, уште еднаш да го имаме сите на разредување. Член 2. Градежното земјиште. Собственост на Република Македонија, на кое до денот на влегување во сила на овој закон има изградено објекти врз основа на правосилно одобрение за градење од страна на физички или правни лица, кои се стекнале со правото на градење врз основа на претходно склучено правно дело со државни органи, јавни предпријатија, акционерски друштва и други субјекти основани од Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија или општините во градот Скопје и градот Скопје. Може да се даде на трајно користење или да им се пренесе правото на собственост само на оние државни органи, јавни предпријатија, акционерски друштва и други субјекти основани од Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија, кои го склучиле правното дело. Говориме овдека комплетно за државна собственост, така попросто да стоиме. Така да момент за ризик од имплементација на законот нема, но со законот и примената на овие измени на законот дозволуваме решавање на неколку проблеми кои се затекнати и кои подолг период се провлекуваат. Ќе зголемиме ефикасноста и ќе се надмине тој ризик. Втора работа што сакам, тоест трета работа што сакам да ја укажам по однос на амандманите. Согласно член 161 од Деловникот за работа, несоодветно се поднесени. Така да и не можеме да разгледуваме, иако во материјалниот дел, ќе го споменам и тоа, не сакам, можеме да разговараме ако сакате, иако не можеме ради ова што се несоодветно поднесени и не можеме врз основа на членот да разгледуваме нивната работа. Не можеме ги прифатиме како прва основа. Второ, во материјалниот дел, тоа што е наведено, едноставно се меша со термините. И најголемиот дел, особено во делот тоа што го укажа на отчетност и отчетност и одговорност пред институциите, се офатени или во постечкото или во други законски решенија, почнувајќи од регистарот преку законите кои што реферираат пред органите на државната управа, владата и Собранието. Така да ние немаме проблем во било кој момент да ги искористиме инструментите што ни се на располагање од Собранието како пратеници. Тука сте, можеме согласно термините кои што се наведени во некои амандманите, мислам дека беше април или март, колку што има време да ги разгледам, за претходната година можеме да отвориме нова иста комисија, следниот март или април, дискусија току на оваа тема. Тематски деловникот законот тоа ни го нуди. Така да верувам, ако земеме ова во целина и ако е искрена навистина желбата со тоа што сакал да направи колегата и покрај тоа што е погрешна постапката, погрешен пристап имал, ќе ја цениме искреноста на намерата, дел од овие забелешки во самата работа на комисиите можеме да имплементираме или примениме следната година кој ќе дојде согласно роковите што се замислени, користејќи ги другите алатки на располагање. Но од овој аспект овде мораме да бидеме легалисти до крај, да го почитуваме деловникот и затоа амандманите не се прифаќаат. Благодарам.